Извршителите не го почитуваат законот за облигациони односи, кој се однесува на застарување на долговите и корекција на казнената камата, а судиите ги заштитуваат и не ја спроведуваат правдата. Граѓански активисти обвинуваат за судско-извршителска спрега, поради што огромен број граѓани и натаму исплаќаат долгови, некои по 2 децении, иако роковите за застареност им се изминати. Трети месец не се почитува од страна на извршителите кои се поставуваат над системот. Бараат и добивме веќе и од самиот министер за правда, добивме писмо во кое и од владата, нормално тоа е заедно со владата, во кое ни се пишува дека децидно судот одлучува, иако законот е концизен и во него стои, значи збориме за членот за апсолутна застареност, дека стои тоа дека извршителот е тој што треба да го запре извршувањето. Оттаму додаваат оти се сомневаат во организиран криминал во правосудниот систем, бидејќи за ист закон различни судии носат целосно спротивни и контрадикторни пресуди. Прашуваат, ако судовите не можат да подалат правда, дали треба граѓаните тоа да почнат да го прават? Донесен закон со сите нишани, потпишан од председател, излежен во службен весник, некои судии го процесуираат законот, го признаваат од основните судови. Замислете сега апелација носи пресуда каде кажува дека таа не е надлежна да суди. Значи луѓе, ова станува стварно страшно. Ако судот во држава не е надлежен да суди, тогаш што кажа колегата, дали тоа праќаат порека дека треба граѓаните сами да си ја земаат правдата во своји раце и да судат како што знаат. Тие порачаоти не наоѓаат на слух и правда кај надлежните, па поради тоа ќе се жалат во амбасадите. Со список од 50 наимиња на судии кои суделе спротивно на човековите и граѓански права, оттаму се заложија да поднесат иницијатива за посебни одредби во кривичниот закон за одговорност на судиите од списокот.